Добар ден, драги ученици! Добре дојдовте во електронската училница на час по информатика за 6-то одделение. Јас сум наставничката Маргарита Ническа и денеска јас ќе ве воведам во поимот за мултимедија и мултимедијална презентација. Ќе видиме што се тоа мултимедијални компјутери, хардверски уреди кои ги користиме. Ќе видиме каде наоѓа примена мултимедијата и на крај ќе се запознаеме со мултимедијалните презентации за кои што повеќе ќе научиме на следните часови по овој предмет. Оно што денеска треба да научиме е што представува поимот мултимедија и кои се негови елементи, да знаеме кои се хардверски уреди за работа со мултимедија, да знаеме и препознаваме тип на документи кои што имаат врска со звук, графика, видео, да знаеме што е мултимедијална презентација и што содржи истата. Да видиме што е тоа медиум. Постојат повеќе дефиниции, но ние ќе наведеме само неколку од нив кои полесно ќе не воведат во поимот за мултимедија. Медиум е средство со кое усмено или писмено се соопштуваат информации на непосреден начин. Или медиум е средина во која некој или нешто опстојува, или медиум е систем за комуникација заснован врз одреден технолошки уред кој емитува пораки до публиката. Ние секојдневно се сретнуваме со различни медиуми, ќе наведеме некои од нив и начинот на кој тие ни ги пренесуваат информациите. Весниците и списанијата во вид на текст, слики, графика, односно цртежи ни пренесуваат различни податоци, информации. Радиото е медиум кој што со помош на звук, говор и музика ни пренесува податоци. Телевизорот, компјутерот, таблет и паметниот телефон ни пренесуваат информации во вид на текст, звук, слики, графика, видео, анимација, говор и нивна комбинација што не воведува во поимот за мултимедијални содржини, односно за мултимедија. Така што, мултимедија представува комбинација на текст, звук, слика, видео, анимации, хиперврски. Поимот мултимедија настанал со зборовите, латинските зборови multus и medium, што значи многу медиуми. Многу медиуми во комбинација даваат мултимедија или мултимедијална содржина. Така што документот кој се состои од комбинација на текст, слики, звук, видео и анимации се вика мултимедијален документ. Мултимедијалните документи се документи кои што содржат повеќе видови на податоци до кои пристапот е директен или пристапот може да биде индиректен со помош на посебни врски кои се викаат хиперврски или хиперлинкови, кои се представени, односно означени со обоен или подвлечен текст или сликичка, односно икона која се нарекува хипертекст. Мултимедијата која користи хипертекст се нарекува хипермедија. Најголема библиотека која содржи мултимедијални документи и апликации представува интернетот, каде што тие информации се поставени на веб страници кои што се креираат со посебен програмски јазик HTML или Hypertext Markup Language. Денешните компјутери со кои ние работиме секојдневно, всушност се мултимедијални компјутери, затоа што со нив можеме да прегледаме, да изработиме мултимедијални документи. За таа цел, покрај стандардната конфигурација, кај компјутерот се потребни некои дополнителни хардверски уреди и се потребни соодветни апликации, односно програми да бидат инсталирани, со нив да можеме
или да ги прикажуваме мултимедијалните документи или да изработуваме мултимедијални содржини. Ќе започнеме со текстот. Текстот е најчесто користено и флексибилно средство за презентирање на информациите на екран и пренесување на пораки и идеи. Како и останатите елементи на мултимедијата, ефективната употреба на текстот може да го насочи вниманието на корисниците или да го пренасочи. Графиката е важен елемент кој што ни дава визуелни информации. Графиката може да биде битмапирана или векторска. Битмапираната графика е графика која што се состои од огромен број мали квадратчиња кои што информацијата ја представуваат со помош на бојата на тие квадратчиња и се нарекуваат пиксели или точки. Тука ви се наброени најпознатите формати на оваа графика. За разлика од неа, векторската графика е графика каде што сликата се формира со помош на геометриски форми, како што се точки, линии, криви, многоаголници, кои се добиени со помош на математички равенки. Исто така ви се тука наведени форматите на документи изработени во оваа графика. Звукот по компјутерот се добива со помош на уред кој што се вика звучна картичка. Звучната картичка ги обработува звучните сигнали добиени од микрофонот, ги претвара во дигитални сигнали кои се пренесуваат во компјутерот на обработка и обратно. Дигиталните звучни информации од компјутерот ги преку слушалките се претвараат во аналогни сигнали кои можеме да ги слушнеме, односно ги регистрира нашето сетило за слух. Последнава табела ви се презентирани формати на аудио фајлови и наставките кои што тие аудио документи ги имаат, по зависност од нивниот формат, додека во следнава табела ви се наброени неколку програми за репродукција на звук и неколку програми со кои можеме да снимаме и уредуваме звучни документи. Видеото. Дигиталното видео е најкомплексен вид на мултимедија кој во себе вклучува графика, звук, анимација и друго. Сликата кај видеото се добива така што во една секунда се прикажуваат една после друга 30 слики со висок квалитет. Кај видеата разликуваме два типа на записи. Имаме дигитален и аналоген запис. Дигитален запис има запис кој го сретнуваме на CD-а или DVD-ата, додека аналогниот запис го има кај магнетните траки или кај видеотраките. Графичката картичка е важен уред. Таа уште се нарекува и видеокартичка или видеоадаптер и ни овозможува видеата кои што ги генерира компјутерот да ги прикаже на екранот како излезни слики. Видеокамерата снима слики во одреден временски интервал. Тие се представуваат со дигитални електронски сигнали и се пренесуваат во компјутерот за понатамошна обработка. Во оваа табела ви се прикажани форматите на видеофајловите и екстензиите, односно наставките кои тие фајлови ги имаат. На тој начин можеме да ги разликуваме, а во следнава табела се дадени најпознатите програми за репродукција на видео, како и познатите програми за креирање и едитирање на видео документи. Анимацијата е брзо прикажување на секвенца од цртежи, односно кадри. Вообичаено позадината на ликот кој што сакаме да го представиме како лик кој што се движи, позадината е статична, она што всушност го прави привидното движење се постигнува со цртање на објектот во различни положби на секој кадар.
и се добива ефект на движење или поместување. Популарен софтвер за креирање на анимации се Unity, Powtoon, 3D Studio, Max, Blender, Cartoon Animator и така натаму и така натаму. Постојат многу апликации со кои може да се креираат анимации. Сега ќе се запознаеме со поимот кодек. Што е всушност тоа кодек? Дали нас ни се случило некогаш кога сакаме со некој медија плеер да пуштиме видеодокумент, видеоклип или филм и при тоа не успеваме тоа да го постигнеме, или ни се случува да го слушаме звукот, но немаме слика. Доколку сакаме тоа да се отстрани или да го решиме таквиот проблем, мора да се запознаеме со програмата која што се вика кодек. Програмите кои ни овозможуваат смалување, односно компресија по креирање на фајлот и расширување, односно декомпресија при пуштање на звучниот или видеофајлот, се викаат кодек програми. Името го добиле од кратенките на поимите компресија и декомпресија, односно кодек. Мултимедијата наоѓа голема примена во нашето секојдневие, во домовите, во образованието, образовните установи, во виртуелните музеи, електронските енциклопедии, компјутерски игри, симулации, веб страниците и така натаму, значи можеме навистина многу работи да ги наброиме кои што се поврзани со мултимедијата. Капацитетот на памтење на податоци покрај индивидуалната способност на секого во голема мера зависи од начинот на кој што тие информации се презентирани. Според некои истражувања е утврдено дека човекот е во состојба да запамти околу 20% од информациите што само ќе ги чуе, 40% од информациите кои што ќе ги чуе и ќе ги види, додека дури 75% ако тие информации и ги види, и ги чуе, и активно ги користи. Ако на тоа се додаде и податокот дека презентиран во комбинација со текст, слики, цртежи, фотографии, збогатен со анимации, со звучни ефекти, дека таквиот податок веднаш го привлекува вниманието и подолго време вниманието на просечниот граѓанин го држи фокусирано на презентирањето на информациите, се наметнува идеја дека идеално средство за презентирање на информациите е мултимедијата збогатена со хипермедија. Пред крај да видиме што се тоа мултимедијални презентации. Повторно ќе речам дека секојдневно се сретнуваме со мултимедијалните презентации. Тие представуваат мултимедијални документи наменети за поширок круг на луѓе, како предавања, идеи, прикажување на резултати, реклами и слично. Мултимедијалните презентации ги содржат мултимедијалните елементи како текст, графика, слика, анимација, видео, звук, хиперврски, кои што се вметнуваат на поединечни страници кои ги нарекуваме слајдови, кои што се користат за прикажување на екран платно и се менуваат последователно. Прикажувањето на презентацијата се нарекува слайд-шоу. За креирање и уредување на мултимедијални презентации ќе се занимаваме на следните часови од оваа тема, каде што ќе научиме и сами да изработуваме и да уредуваме такви презентации. За крај, што научивме на овој час? Научивме што представуваат поимите медиум и мултимедија, кои се хардверски уреди за работа со мултимедија, кои програми се користат за работа со мултимедија, што е тоа кодек и што е мултимедијална презентација. На следниот линк можете да ги проверите знаењата кои ги стекнавте на овој час и нивото на тие знаења. Ви благодарам.